Пелевината од индустријски објект ги гуши жителите во Пехчево. Облаците од отпадот од преработката на дрва не може да ги сопрат ниту дрвата, кои како заштитна зона им служат на домаќинствата од улицата Борис Кидрич, се жалат жителите. Проблемите се тоа што не се чистат овие силоците и кога дувне долниот ветер, колку да е изчистено, сета пилјавина доди во спална, доди на прозор, доди на тераса. Иначе, например, кога има ветер, тоа е тука бел. Какво дишање бе, тоа снег пада, не да това да го видите вие туа сами ќе видите. И кој тоа ќе го трпи? Дека со години Пелевинат им е чест гостин во домовите на овие луѓе, потврдуваат и домаќинките. Ако спрострем това триците и вносиме и дом. Собереш алиштата, свиваш и гледаш побелел си. Не може. За овој проблем биле информирани сите надлежни, но реакцијата изостанува. Зошто општинскиот инспектор не реагирал? Ние како општина постојано ја следиме состојбата, со редовни контроли од страна на овластениот инспектор за животна средина и сме во добра комуникација со одговорните лица во елаборатот. Како предлог мерки за заштита и намалување на влијанието врз животната средина стои замена на постоечкиот филтер што се наоѓа на силосот каде се собира пилевината. Со поставувањето на новиот филтер на минимум ќе се сведе концентрацијата на цврсти честички и загадувачки супстанции во воздухот и нема да има загадување. Решавање на проблемот до 15 декември најавија и од фирмата од каде не дозволија снимање. До тогаш ќе биде инсталирана соодветна опрема согласно со стандардите на англискиот сертификат SMETA. Опремата била вредна 400.000 евра, што подразбира инсталирање филтри во силосите и преработка на пелевината во палети за грејење. Инаку во оваа фирма работат 350 пехчевци и е единствен поголем индустријски капацитет во Пехчево.